За денар и пол поевтинуваат горивата од полноќ. Регулаторната комисија донесе одлука да се намалат цените и на бензините и на дизелот, имајќи ја в предвид владината одлука за пониска акциза и повластениот данок на додадена вредност од 10%. Иако кај дизелот ДДВ-то се враќа на 18%, максималната продажна цена изнесува 94 денари за литар. Овие цени на најголемиот дел бензински пумпи можат да бидат и пониски. Попустот кој го даде ОКТА од 2 денари за бензините и 3 за дизелот се уште на сила. Така 95-ката може да се продава по 78,5 денари за литар, 98-цата 80,5. Со владините мерки се штити стандардот на граѓаните, а статистиката на ММФ покажала дека само 2 земји во Европа примениле повеќе мерки од нас, изјави вчера премиерот Мицкоски. Од опозицијската СДСМ не се согласуваат. Велат дека цените постојано растат, а граѓаните стануваат се посиромашни. Затоа бараат титни мерки. Замрзнување на цените на основните производи, намалување на ДДВ за храна и енергија, директна помош за ранливите категории, мерки за зачувување на работните места. Економијата не е статистика, туку живот на секој граѓанин. И синдикатот пресмета дека на едно семејство во април им биле потребни 1000 денари повеќе во споредба со март. Минималната кошница изнесува скоро 68.800 денари. Најголемиот дел, над 1/3 домаќинствата трошат за храна и пијалоци, над 7.000 денари за образование, над 6.000 за облека и сметки. Зголемувањето од почетокот на годината, според синдикатот, е за 3.300 денари. Семејствата кои живеат во изнаемен стан ќе треба да плаќаат дополнителни 22.000 денари за кирија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.